Благодарам. Почитувана председателка Лукаревска, почитуван заменик министер Јанкуловски, почитувани колеги, медиуми и македонска јавност. Трет ден од општата расправа по ребалансот на буџетот и не можам а да не искоментирам така наречената иновативност на СДСМ со розевите очила и розевите пувки. Колеги од СДСМ, времето за продавање пувки ви заврши. Розевите очила доцна ви текна да ги симнете, а и кога веќе докажавте дека биле кај вас, добро е да си ги сочувате за некои идни времиња кога можеби и на вистина наменски би ги искористиле. Мислам, на вистина е неверојатна вашата, дури не знам и дали да ја наречам креативност или смисла за хумор, но на вистина мислам дека само вие меѓусебно си мислите дека сте интересни. Луѓето кои од државава направија пазар, луѓето кои масакрираа 7 поред буџети, луѓето кои изарчија речиси 30 милиарди евра народни пари во невиделница, луѓето кои наместо проекти реализираа плячки, луѓето кои наместо реформи не вратија децении наназад, луѓето кои го понижија и потценија сопствениот народ, деновиве кога се зборува за најсериозниот финансиски документ, изигруваат рокери од Морава и продаваат пувки. И кога ќе ве подсетиме дека имавте можност од цели 7 години за да докажете колку сте домачини, колку сте загрижени за реалните потреби на граѓаните и колку сте честни, вие веднаш возвраќате со одговор да не се враќаме назад, ние казната ја добивме на последните избори. Не, колеги, тоа што изгубивте катастрофално на последните избори, тоа ви е казна од народот. Не трудете се народот да заборави дека вие не доведовте до ова дередже. Не трудете се да се извлечете од вашиот кабает за се што денес преживуваме, а заради вашата немилост во 7 години ваше владење. И немојте да ги релативизирате вашите гревови и денес овде да ни изигрувате големи домачини. Затоа што лани начекавме речиси испразнет буџет, затоа не е доволна само казната од народот на последните избори. Затоа допрва ќе треба да се разбутат од длабокиот зимски сон оние кои вчера бараа зголемен буџет. Јас не паметам кога во ваше време дошол јавен обвинител тука на КФБ и се жалел на буџетот. Јавното обвинителство за својата неработа дури е и преплатено. Нека испорача резултати, па после може да се разговара на оваа тема. Илјадници предмети им се во фиоки, само не знам дали заради малиот буџет или заради должничко-доверителските односи со СДСМ и ДУИ. Затоа ве молам, немојте да глумите загриженост за буџетот на јавното обвинителство, затоа што ви го знаеме скријаниот мотив и пустата желба за да остане се како досега, а најмногу неработата на обвинителството и судовите. Што се однесува до вашиот лажен домачинлук, добро е да и се повторува на македонската јавност фактот дека за вашето 7 годишно владење постигнавте просечен раст на БДП од 1,6%. За разлика од вас, ние за само една година постигнавме раст од над 3%. И немојте, ве молам, да се вадите на ковид кризата и на војната во Украина, затоа што едноставно не поминува. Вие за време на ковидот бевте вистински профитери и криминалци. Гласавте лиценци за марихуана и за брусење диаманти, а народот го оставивте да чека вакцини. Гласавте 9 економски пакети за поддршка на стопанството, а не видовме како и каде завршија тие милионски суми. Но да, ги гледаме денес вашите омилени лидери како шејкуваат во Дубај и како оддалеку ви се смешкаат, додека вие овде глумите загрижени за народните пари. Вие кои буквално го оплячкавте македонскиот народ, денес кажувате како требало домачински да се работи. Па еве да ве подсетам како се работи домачински со само неколку факти. За БДП-то веќе споменав раст од 3% за само една година. Раст во услужниот сектор од 2,2%, раст на индустријата од 2,1%, раст на градежништвото од 7,1%, раст во земјоделството од 0,7%. Понатаму имаме раст на нето платите и тоа здравствена и социјална заштита 14,7%,
образование 14,4%, администрација 13%. Понатаму, додека во ваше време дочекавме и двоцифрена инфлација со бројот 2 напред, истата во првите 5 месеци оваа година изнесуваше 3,7%. Сето ова не наведува на проекција за економски раст од 3,7% до крајот на оваа година, а силниот раст на приходите во првите 5 месеци годинава од 8,6% е резултат на големите структурни проекти, меѓу останатото коридорот 8 и 10 и железничката инфраструктура. Во ваше време ветувавте 500 километри нови автопатишта, а не успеавте да изградите ниту 50. Гледавте да профитирате од секој потпишан договор. Денес плаќаме камати и казнени поени за вашата неработа и вие најдовте да кажувате кој е домаќин, а кој не е. Со овој ребаланс обезбедуваме дополнителни средства од 800 милиони денари за плати, од 2,5 милиарди денари за пензии и од 300 милиони денари за капитални инвестиции. Со овој ребаланс ќе има 2 милиарди денари повеќе за изградба и рехабилитација на кампуси, студентски домови и училишта. Каде се вашите ветени студентски град и нови згради за Финки и ФФК? Или и за ова изгубивте на избори и толку не мора да подсетуваме. Не секоја прилика ќе ја користиме за да подсетуваме на вашиот недомачинлук и вашиот рамилак. 7 години го исцицавте овој народ и сега овде треба да ве слушаме, не баре сте деви, Марии и светци. Не баре на мравка немате сгазнато, а живи луѓе јадевте. Да се вратам повторно на ребалансот и да подсетам на проектот Купи куќа за млади кој вие го згаснавте затоа што веројатно не ви одговараше. Овој проект ние повторно го активираме и обезбедуваме зголемени средства од 111% за истиот. Што се однесува до младите во Македонија, не знам дали го гледавте гостувањето на мојот почитуван бивш колега Владко Ѓорчев минатата недела. Како национален координатор сега за демографија, говореше за вашиот демографски зулум кон Македонија. Говореше со факти и со бројки кои велат дека во време на владењето на СДСМ секогаш на Македонија и се случувала демографска катастрофа. Впрочем и денес премиерот имаше посебно заседавање на оваа тема и веќе најави проекти од оваа област. Дали може би за ова чувствувате некаква вина или грижа на совест, или тогаш си ги имавте розевите очила и се ви се гледаше розово. Затоа по не знам кој пат ве замолувам, немојте вие и немојте сега да покажувате грижа и да критикувате за недомачинлук. Ние за само една година, со начекана речиси празна народна каса, успеавме да обезбедиме 500 милиони евра за поддршка на компаниите и за поддршка на општините, за реализација на капитални проекти во секој град и во секое село, без разлика на тоа кој и од каде е градоначалник. Успеавме да постигнеме историски најголемо ниво на странски директни инвестиции од над 1 милиарда евра. Успеавме прв пат по 7 години јавниот долг да е намален заклучно со март оваа година за 4,7% поени во однос на БДП. Успеавме платите да растат во администрацијата, здравството, полицијата, образованието. Успеавме целосно да отплатиме евро обврзницата издадена 18-та во износ од 500 милиони евра. Успеавме да ја намалиме царината за 67 стоки и да обезбедиме целосна либерализација на увозот од нашиот најголем стратешки партнер, Соединетите Американски држави. Успеавме да обезбедиме највисок процент на изградба на патишта од осамостојувањето до денес. Започнавме со изградба на автопатот Гостивар-Тетово во должина од 17,5 километри, на автопатот Гостивар-Букојчани во должина од 30,3 километри, на автопатската делница Прилеп-Битола во должина од 39,3 километри. Интензивно се гради и е во завршна фаза или веќе е завршена делницата Врбјани-Охрид од автопатот Кичево-Охрид во должина од 40 километри.
Пуштени се во употреба за само една година владење делницата Градско Дреново, должина 15,5 км, вредност 37,4 милиони евра. Експресниот пат Ранковце Крива Паланка, должина 25,4 км, вредност околу 98 милиони евра. Регионалниот пат Охрид Свети Наум, должина 24,5 км, вредност 11,6 милиони евра. Понатаму ја пуштивме во употреба пругата на коридорот 8 Куманово-Белјаковце, должина 31 км, вредност 43 милиони евра. За само 3 месеци од 0 функционални локомотиви 11 ставивме во употреба и обезбедивме нормализирање во железничкиот сообраќај. Понатаму, воведовме 11 нови авиолинии од двата македонски аеродроми и обезбедивме финансиска поддршка од 360 милиони денари. Понатаму, за само една година исплативме за останати субвенции и реализиравме редовни исплати кон земјоделците во износ од 9 милиарди денари. Понатаму, здравството, ресорот на вашиот лидер, во чие владење се случија профитите од вакцините, 14 живи изгорени во Тетово и незнајните починати на онкологија. За само една година ги укинавме нефункционалните економски директори на јавните здравствени установи. Отворивме постапка за вработување 600 млади специјализанти. Го зголемивме капитациониот бод за матичните лекари, гинеколози и стоматолози. Обезбедивме раст на платите на здравствените работници и соработници. Позитивната листа ја проширивме со 9 нови генерики на лекови. Реновиравме повеќе од 10 здравствени објекти и клиники и набавивме современа медицинска опрема во вредност од неколку милиони евра. Понатаму, образование, ресорот кој буквално го срозивте и не доведовте да треба да се фалиме со тоа дека за прв пат после 7 години започнавме со конечно испорачани учебници, зашто вие треба да плачете, но и да одговарате. За една година изградивме 7 нови училишни објекти, реконструиравме 20 училишни објекти и изградивме 4 нови училишни спортски сали. Ја одблокиравме изградбата на факултетските објекти на Финки и ФФК, кои вие ги претворивте во чавкарници. Наскоро ќе започне со изградба и кампусот на факултети при Универзитетот Мајка Тереза. Обезбедивме 38 милиарди денари за образованието оваа година, обезбедивме 608 милиони денари за наука оваа година, 274 милиони денари за финансирање на иновативни научно-истражувачки проекти на јавните високообразовни и научни установи, мани и компаниите кои соработуваат со оваа фела. Обезбедивме над 12% повисоки плати за наставниот и стручниот кадар во основните и средните училишта, 14% повисоки плати за универзитетските професори и подпишавме согласност за раст на платите до 60% во следните 4 години. Во тек е темелна реконструкција на двата студентски дома во Скопје, Стив Наумов и Кузман Јосифовски Питу, во износ од 17 милиони евра. Обезбедивме исто така 50 милиони евра за 1570 стипендии за средношколците кои ќе се запишат во дуални паралелки. Понатаму спортот, ресорот кој вие го користивте само за профит и манипулации. Го откочивме проектот за изградба на 5 базени кои што вие ги ветувавте. Реконструиравме 15 мултифункционални игралишта, изградивме 15 спортски центри низ цела Македонија, доделивме 500 стипендии спортска надеж на млади талентирани спортисти. Министерството за спорт исплати 20 милиони евра директно на спортисти и спортски субјекти. Понатаму, МВР и полиција, ресорот на сегашниот колега Спасовски, кој вчера ни велеше дека не сме биле светско чудо за економија. И никој не кажа дека сме светско чудо, но вие докажавте дека сте светско чудо за соработка со криминалци и мафијаши. Целосно го решивме хаосот со издавањето пасоши, кој вие намерно и целно го создадовте, сакајќи да ни оставите лош терен за почеток. За 10% ги зголемивме платите на сите вработени во МВР, целосно ги реновиравме управните служби во Скопје, во завршна фаза ни е системот Безбеден град, обезбедивме 36 нови возила за полицијата.
Пред самиот крај ќе пробам и на овој начин да им докажам на колегите од СДСМ, но пред се на македонската јавност за каква суштинска разлика станува збор помеѓу 7-годишното владење на СДСМ и ДУИ и владењето од само 1 година на ВМРО, ДПМН и коалицијата, и тоа само со неколку буквални антиподи. СДСМ јавниот долг го покачи од 47 на 65%. ВМРО ДПМН јавниот долг за 1 година го снижи на 57%. СДСМ економијата ја поведе во надолна линија до близу или до рап на банкрот. ВМРО ДПМН за само 1 година не направи 4-ти пораст на економијата во Европа. СДСМ остави неисплатени субвенции од 2021. ВМРО ДПМН ги исплати овие во вредност од 9 милиарди денари. СДСМ остави 4 државни институции со 3 неисплатени плати на крајот од своето владење. ВМРО ДПМН ги исплати овие плати и воведе редовни и зголемени плати. Во време на СДСМ имаше протести пред влада и по регионалните патишта од страна на незадоволните земјоделци. ВМРО ДПМН за само 1 година обезбеди повисоки цени за откуп на земјоделските производи. Во време на СДСМ пензионерите излегува на улиците во најголемите горештини, дури имаше една несреќна жртва. ВМРО ДПМН за првите 9 месеци им ги покачи пензиите за 5000 денари. СДСМ реализираше до 10% автопатишта, ВМРО ДПМН само во моментов гради 4 автопатски делници истовремено. Доволно е за споредба, а има уште многу. Додека СДСМ распродаваше национални интереси, ВМРО ДПМН предупредуваше и протестираше. Денес така лесно се раздаваат со патриотизам истите кои не продадоа за да уживаат во Дубаи и да бројат милиарди од направениот пазар. Денес ни велат истите тие, вратете го името, истите кои го дадоа за лично богатење. Ни оставија руина од дом и сега ни продаваат лекции за добро владење. Немавте срам ни тогаш, ниту денес. И не се очекува тоа од вас, но сепак за економија и за буџет вие уште долго време треба да седите на ученички клупи и да учите. Барем што се однесува до економија, ВМРО ДПМН секогаш била даскалот, а вие единичарите. И немојте ниту жртви да глумите, затоа што не ви оди. Но добро е да ве гледа, да ве види македонската јавност, таа истата која што лани ве казни, таа истата која што и годинава ќе ве казни. И се дури не ви дојде умот дека треба да се извините, да молите за прошка, вистински да се покаете и конечно да си ја смените матрицата, се дотогаш ВМРО ДПМН ќе ви држи лекции по економија, по дипломатија и по вистинско владење со Македонија. Вашето време истече, вашите лаги се истрошија, вашето можеме и можеме уште повеќе заврши со тоа дека ништо не можете освен да лажете, крадете и распродавате. Сепак, колку што вие успеавте да уништите, да распродадете и да украдете, толку ВМРО ДПМН и коалицијата може да издигне Македонија од пепелта и да ја надомести штетата која вие ни ја направивте и оставивте во наследство. За помалку од 1 деценија направивте повеќе децениски штети за војднината. За помалку од 1 деценија потрошивте 30 милиарди евра во ветер и во магла. За помалку од 1 деценија продадовте сопствена вековна држава и се обидовте да се пазарите за македонскиот идентитет. Ќе останете запаметени како најголемите зулумџари во поновата македонска историја и ништо не може да ве испере. Ако сакате, и секој ден ќе имаме општа расправа за буџет. Ако сакате, и секој ден ќе имаме расправа за која и да одберете тема, но залудно ви е. Нема тема на која можете со чист образ тука да излезете и да зборувате. Лидерот ви го нема. Оној вистинскиот ви е во Дубаи и ве командува со далечинско небаре, уште е негово време. Кажете му дека на Филипче лошо му оди со неговите луѓе, или нека го репрограмира далечинското, или дека најде нови луѓе. Од овие новите и старо новите не ги бива. Ни за еден ребаланс не можат да не демантираат, а не пак за било што друго.
СДСМ никогаш не било полошо. СДСМ и без розови очила и со розови очила народот не ве сапи, не ве перцепира. Кога на времето го подценувавте и велевте дека е само до неговата перцепција, тогаш може би и по 2 рала розови очила носевте. Денес не се раздавајте со нив, туку подобро би ви препорачала да излезете тука со еден црн транспарент пред вас на кој што ќе пишува "Гробарите на Македонија". И сосема за крај. Ребалансот на буџетот останува да сведочи за нашата битка за напредок на Македонија, а вашите реакции на него остануваат да сведочат за вашите рушевини кои што ги оставивте после вашето 7-годишно владење. Ние не се оправдуваме со вашата неработа, само мораме постојано да ве подсетуваме дека после вас оставивте хаос од кој ние полека, но сигурно испливуваме, и тоа за само 1 година владење. Ребалансот на буџетот за 25-та е документ, но инструмент со кој што ја продолжуваме нашата грижа за потребите на сите македонски граѓани. Македонија е посилна од се и ќе ја преброди вашата желба за наш неуспех. Успеавме многу за само 1 година. Вие само бидете така и учете како се сака сопствената држава, како се сака сопствениот народ и како се работи искрено и честно и само за нив. Ви благодарам.